почитуван председател на Собранието на Република Македонија, почитувани пратеници, медиуми, исходот од овој закон готово и да е познат со оглед на тоа што се идентични со тој што се однесува за студентски стандард. Меѓутоа, ние како ВМРО-ДПМН, како партија која сакаме да водиме грижа за младите, едноставно ќе го истераме нашето, а власта, мнозинството се на потек дали ќе прифати нешто или нема да прифати. Ова од проста причина што образованието и науката се инвестиција во иднината на една држава. Без инвестиција во образование, во наука, ние си ја сечеме собствената иднина, си го сечиме својот иден развој, затоа што ќе створиме генерации кои потешко ќе се снајдат во животот. За жал, не допринесуваме многу за младите и да не чуди тоа што ќе ни заминат кога тогаш од државата, ние како држава готово и да правиме многу малку за нив. Овој закон конкретно се однесува за ученичкиот стандард, да го образложам со неколку реченици. Во државата имаме специализирани насочени средни училишта, кои се помалку на број и соодветно на тоа учениците од различни градови кои сакаат да го изучуваат тоа училиште, тоа средно училиште, соодветно избираат две опции да го посетуваат училиштето. Или се сместувани во интернати, или патуваат секој ден за да бидат присутни на наставата. Сега доаѓаме до моментот кој го третира овој закон. Во време на пандемија COVID-19, едноставно, согласно протоколите, идејата на законот е во овие интернати, пошто собите се така димензионирани да примат 2, 3 или повеќе ученика, едноставно да водиме сметка, да не се врши притисок во собите, односно да ги запазиме протоколите, во двособна соба да биде сместен еден ученик, во трособна 4-собна соба да бидат сместени 2 ученика, што е сосема во ред и за поздравување. Проблемот настанува во ситуација кога за тие средношколски ученички легла конкурирале соодветен број на ученици кои ги исполнуваат стандардите, меѓутоа поради рестриктивните мерки на сместување, дел од нив не можат да се сместат во соодветни интернати. Во такви околности, владата предлага еден член, измена на законот, со цел да и се излезе во пресред на овие ученици. Мерката е избор. Овие ученици имаат избор да добијат до 6.000 денара за сместување или да добијат до 6.000 денара за превоз до соодветното училиште. Сега проблемот настанува во два дела, односно во двата сегмента од овој член. Првата понудена опција е владата им овозможува на овие ученици до 6.000 денара за превоз. Правевме анализи, тоа го зборевме на комисија, меѓутоа во интерес на јавноста, студент кој патува од Радовиш до Скопје, дневно ќе искористи автобуски билети од 800 денара, одење, враќање. Ако во месецот има 22 работни дена, тоа ви се 17.600 денара. Овие до 6.000 што ги нудите како опција за студент, за ученикот од Радовиш, кој ќе треба да патува до Скопје, ни оддалеку не ги задоволуваат економските потреби на тој студент. Едноставно му фалат уште 11.600 денара. Или ако сакате да играме со бројки, тој може да присуствува на настава само 7 до 8 дена.
спомна и пред мене дискутантот, не е проблем за учениците кои патуваат во поблиски релации, например Велес, Скопје, тука трошоците се 3900 денара. Сега, што предлагаме ние? Со амандмани предлагавме да се платат автобуските карти на учениците кои ќе одберат опцијата да патуваат секој ден. Без разлика од каде патуваат, колку ќе направат, условно да речем, патни трошоци, колку ќе потрошат за превоз, толку да им рефундира државата, односно да им овозможи државата, Министерството за образование, да посетуваат настава. Многу фер решение. Во однос на втората понудена опција, до 6000 денара смештај, направив некои истражување на пазарот и што заклучивме? Во Скопје едностомни станови, гарсонјери се движат од 150 до 200 евра, значи овде може да се смести еден ученик, ни оддалеку не може да покријат 6000 денара трошоци. Поголемите станови коштат многу повеќе. Од 250 евра до 500 евра овде можеме да сместиме 2-3 ученика. Затоа предложивме место 6000 денара за сместување на учениците, државата да одвои 9000 денара. Овие 9000 денара до некаде ќе бајпасираат и тоа што значи исхрана на ученикот, затоа што тој не е дома, нема услови за исхрана, мора тоа да биде на некој начин организирано, сепак се средношколци, мора да се хранат. 6000 денара ни оддалеку не ги задоволуват потребите на ученикот. Затоа предложивме место 6000 денара да биде 9000 денара месечната сума за оваа мерка. Во однос на финансиските импликации, за овој закон се планираат две транши, едната е во 2020 година, другата е во 2021 година, со цел да се истера учебната година и трошоците изнесуваат 18 милиони денара, или, по-народски 300.000 евра. Нашите анализи говорат дека и по едната и по другата мерка максималното зголемување на трошоците би одело до 30% од оваа предвидена сума и во принцип тоа се некои си 100.000 евра. Значи, чисто во интерес на јавноста, збориме за 100.000 евра. 100.000 евра е многу мала сума, затоа што збориме за државно ниво, за решавање на проблем на неколку стотици ученици, во однос на задолжувањето од милиарда кој го направивме оваа година, во однос на тоа што на оваа седница е закажена точка на дневен ред задолжување 90 милиона евра, пред малку изгласавте закон 17 милиона поврат на ДДВ, се тоа антикризни мерки. Едноставно предлагаме само до прецизирање на законот и да не ги ставиме во незгодна ситуација, во дискриминирачка состојба учениците кои ќе ги користат овие мерки. Ако го направиме ова, едноставно ќе инвестираме во тие млади луѓе, ќе им помогнеме во овие кризни времиња да се снајдат, да не се грижат за сместувањето, за исхраната, туку да се грижат за тоа што треба да посетуваат настава. Освен ако не ви е идејата, нели, сите дома, па онлайн многу полесно за државата и помалку трошоци. Благодарам. Фалем дали да јуве... Ви благодарам.